Добре дојдовте во првото издание на вестите на Слободна Македонија за месец февруари. Јас сум Кристина Костова, а денеска ќе гледате. Отпорот се засилува. Груевски молчи за притисоците врз медиумите. Стравот во Македонија поголем од тој во Куба. Власта со лицемерни борци за правата на жените. По завршувањето на граѓанскиот парламент под отворено небо, вчера отпорот продолжи во неколку градови со протестните маршови и отворените парламенти, на кои слободните граѓани го искажаа револтот против власта. Неколкумина лидери на опозицијските партии учествуваа на граѓанскиот парламент во Кичево. Председателот на СДСМ, Бранко Црвенковски, пред граѓаните го праша Груевски каде му е покритието за 3,5 милиони евра кои ВМРО ДПМН ги имала на сметката за претходните избори и уште еднаш потсети на стравот на власта да се соочи со опозицијата на избори. Карванот на отпорот протестираше и во Кичево, Охрид, Штип, Битола, додека во Прилеп беше организиран голем младински марш, на кој обраќање имаше председателот на СДММ, Дарко Давидковски. Ако оваа власт не може да ни обезбеди добри услови, треба да ја смениме. Знаеме ние како треба да се обезбеди европска еднина за нашиот народ. Знаеме како да обезбедиме работни места за нашите луѓе. Дајте ни шанса, имаме сила, млади луѓе, дајте ни да се покажеме, па вие ќе видите кој ќе живее подобро во еднината. Опозицијскиот отпор нема да престане со граѓанската непослушност се додека власта не понуди политички договор во кој ќе се вклучат предвремени парламентарни избори. Опозицијата најави засилување на отпорот веќе од понеделник. Во Скопје, движењето се засилува со каравани на отпорот, кои ќе се движат низ улиците на градот. Да ги охрабрам и сите останати да се придружат на следните активности што ги имаме. Следните активности со засилено темпо ќе почнат од недела, ова е недела, ден недела, и ќе траат цела работна недела, секој работен ден, од 12 часот, на така наречен протестен караван. На премиерот Никола Груевски уста не му се отвара за медиумите и контролата што ја има врз уредниците и новинарите. Тој на седницата за пратенички прашања на пратеникот Зекири од НДП кусо му се обрати дека ќе добил писмен одговор на прашањето зошто Македонија е на лошото 116-то место според слободата на медиумите и кој е виновен што медиумите го достигнаа дното. Иако пратеникот беше директен во прашањето и бараше неодложен одговор, сепак Груевски, за да избегне понатамошна дебата за медиумите, остана на ставот писмено да одговори. Речи си ниту еден медиум не го пренесе прашањето на пратеникот за медиумите. 75% од рекламите во медиумите стигаат од владата, а тоа не може да го прави држава која претендира за членство во Европската унија. Сето тоа ми личи на една добра организирана мрежа која има за цел да внесе страв кај новинарите за да создадат автоцензура. И сето тоа успева затоа што новинарите се борат за екзистенција. Ова го изјави Оливие Базил, главен представник на Репортери без граници, во интервју за весникот Фокус. Ден по објавениот извештај за слободата на медиумите, Базил коментира дека сите анкетирани од Македонија кои помогнале за извештајот посакале да бидат анонимни, исто како и анкетираните од азиските или афричките држави. Со тоа, Македонија е единствен пример во Европа. За настаните од 24 декември тој изјавува: Собранието испрати порака до новинарите дека не весака таму. Тоа е сериозно и затоа во тој правец мора да се обединуваат новинарите. Македонското женско лоби го прекинало годишното собрание на организацијата, откако не бил прифатен предлогот да се разговара за насилството врз пратеничките во собранието на 24 декември, што предизвикало расправија меѓу присутните членки. Според пратеничката на НСДП Сонја Мираковска, таква одлука се донела под притисок на Лилјана Поповска, Лилјана Кузмановска и други пратенички на владеачката коалиција, како и представнички на невладини организации блиски до власта.
Инаку, долгогодишната афирмирана членка на лобито Лилјана Поповска е позната по тоа што сакаше да го одземе мобилниот телефон од својата колешка Маринела Тушева од СДСМ, додека таа го снимаше насилството во собраниската сала. Во целосна спротивност на нејзиниот имидж на борец за женски права, Лилјана Поповска мирно ги проследи сцените на влечење на нејзините колешки од страна на обезбедувањето, а потоа на пресконференција тврдеше дека тие заслужено се исфрлени. Неминовен е заклучокот дека претеничката Поповска под маската на борец за човекови, еколошки или женски права е само обичен инструмент на Груевски за задушување на дебати посветени токму на прашањата кои Поповска декларативно ги застапува.